Раштиман оркестар на Илинденска број 2. Ако ги следиме јавните обраќања на владините функционери, сите јасно можеме да се запрашаме дали тие меѓу себе воопшто комуницираат. Функционерите меѓу себе се напаѓаат на најразлични теми, дел од нив и клучни како што е спорот со Бугарија, амнестијата и рудниците во Струмичко. Па така, на пример, министерот за надворешни работи вели дека и по евентуалните уставни измени можеме да очекуваме нови бугарски уцени и условувања. Изјава која пак не ја слушнал вице-премиерот Бојан Маричиќ. Не знам што рекол Османи, јас ви кажувам што сме разговарале до сега многу пати. Со зборовите на Османи не се согласува ниту неговиот, барем на хартија, шеф Димитар Ковачевски. Прво, ние комуницираме многу често меѓу себе, и министерот Османи, и министерот Маричиќ, и јас. И вие ако ја погледнете изјавата на министерот Османи, тоа што е многу јасна и не се разликува од неговите изјави во минатото, ниту па се разликува од другите изјави. Добро, сепак Османи говори за нови барања, нека може да има комуницирате со него, како што кажавте. За какви нови барања мислите? Точно ви објаснив на тоа што ви го кажав. Покрај темата Бугарија, на Илинданска колегите барем пред јавноста не се согласуваат и на темата амнестија, поточно предлог законот кој е пратен во собранието, па така Кренар Лога, првиот човек во Правда, го брани предлог законот. Јас кажував дека е истиот закон од 2018. Ако во 2018 такви дела се амнестирани, пак ќе се амнестират. Првиот полицаец Спасовски пак го напаѓа. Јас искажав мој став и кажав дека тоа е мој став и јас стојам цврсто на тој став дека со законскиот текст не се постигнуваат ефекти. Разногласие во владата има и на темата и ловица штука, односно рудниците во Струмичко. Со владина одлука се дозволи нивна изградба, а оние пак кои гласаа за таа одлука во јавноста се против истата. Мојот став е многу јасен, рудник во Струмица нема да има. Премиерот пак говореше дека ќе барал проверка на одлуката помината со негов подпис. Министерството за економија е задолжено на наредната седница да достави детална информација за сите одлуки, судски одлуки, постапки, управни постапки кои што се водени од 2012 година до денес. Функционерите имаат различни ставови околу можните нови блокади на европскиот пат. Ковачевски секојдневно не убедува дека само бугарите во уставот се доволни за непречен пат кон Европа, додека пак дел од другите министри, чии шеф е токму Ковачевски, јасно порачуваат дека сепак мора да се зафатиме повеќе на домашните задачи, односно борбата со корупцијата и владењето на правото, клучните сегменти на патот кон ЕУ.